Меланхолија, 4 јавачи на апокалипсата, Адам и Ев, Витез, ѓавол и смрт. Прекрасни метнички дела кои што ги создал ангел само со помош на кибрид и малку огинче. Јас сум Ангел Шумишков од Велес. Тука перографијата е полно развиена, се највише развиена во Америка, кај што исто така ја учествував на првиот перографски фестивал кој што се одржа во Пенсилванија. Таму ја земав и втората награда. После тоа следуваше и моја изложба во Манхетен, во Њујорк. Која е првата слика што имаш направена? Првата слика се имав од нашите православни икони, Свети Архангел Михаил. За да направам едно перографско дело, ја мора првен да исечам 20.000 кибричини. Тие кибричини ги лепам на подлога, налесен на подлога. Кога се направи подлогата, земам со цртнига, со мазналица, ги стругам за да дојде површината да биде многу рамна. Кога ќе биде исцртана сликата, после следува најтешката работа со пирографот, е горењето. За една слика за да направам ми е потребно 8 сати ефективна работа. Тоа е, верували или не. Ви имате пријатна вечер. Ангел, ништо све се среди. Јас свирам на уста. Некој свири на шупелка, на дудук, на устна армоника. Меѓутоа, на Александар, брат му, е махер зашто? Роберт Спасензовски. А сега специјално за верували или не, да го провериме махеризмот на Роберт. Сите по дома свират прекрасна армоника, а ви останете да гледате понатаму верували или не, затоа што ви носиме само неверојатни работи. Хубава вечер. Тоа е Владко и там прави чуда. Кога со Кристијан прават неверојатни работи, а за прв пат верували или не, ќе проба да направат нешто навистина неверојатно. Но станете да го знаете. Ви ги представувам Кристијан и Владко, кои што ќе проба да направат нешто неверојатно. Верували ли не? Оставате до крај, што многу интересувате. Сите вас, кои не верувате дека поседувам посебни способности, да решиме таа мистерија и да ви ги урнам сите недоумици. Со година се кршам, колко се поред, само за вас. Публикуме, верували ли не? Доктор Славе, баш сам. Никој пат до сега пробано, само за верували или не.
кршење на речен камен. Мексиканче, коцка, завртка, навртка. Се што може да замислите од форма во која што може да собира мала количина на алкохол, Чичко Ангел го има затоа што е голем љубител и собирач на внучиња. Стане да видите зашто станува збор. Специјално заверувале или не, ви го представам Чичко Ангел и неговата прекрасна и најголема колекција на внучиња до сега. Дали знаете кој е првиот пилот кој што вие сте го земали? Тие се првите, кај чело, ова е последното. Во ова партија на карти, разбира, кепаат секој гостите. А ви имате пријатна вечер. И доколку ова на било каков начин ви инспирираше за да започнете нешто интересно, слободно не се срамете. Вообичаено бейсбол играчите во Америка користат овие палки за да разбират, да го удрат топчето што подалеку и да освојат поен. Ние ќе пробаме да најдеме нова намена на палката. Пробаме да искршиме. Да видиме дали ќе ни успее, вие останете да го знаете. Чем додека не пробам, ништо не кажувам. А сега да видиме Зоки Спасов што вообичаено прави. Специјално заверували не, дали може да го собери рекордот на Златко Недоковски 9 удари секунда, Зоки треба да направиме колку? 10. Или 11? Или 11, зависи. Станете, да бидете сведоци. Некој знае да крши, некој знае да докршува палки. А ви останете и со здраве имате пријатна вечер. Ева како Чичко Владимир го гледа плавашно. Останете за да знаете малку повеќе за хобито и како го поминува слободното време Чичко Владимир Петров. Најде од каде ги добиваме сламките и како ги подготвуваме за да може да ги нанесуваме. Ова е ражанова сламка. И се сече на две, па се сопегла топла пегла. И кој е за побела нијанса, кој е за потемна нијанса. Ти спегла 2 пати, 3 пати. Дали до сега сте имали изложби некаде што е? Дуре 9 не сум направил. Имав изложба во галеријата во Безмислен ношти. Може Чичко Влада нема помошник, али ја додека сум тука ќе се потребно поморам колку можам, ви имате пријатна вечер и дознаме нешто ново, верували или не, со интерзија, со слушуваат и со малку фантазија, вакви прекрасни ремек дела. И се разбира со многу сламки. Ви го представам Зоран од Охрид, беше во Шедишови да направи нешто неверојатно, има хоби која што инволвира слама, дрвени животни, многу крупчиња, лак и стрела. Да. Зоки слободно можеш прва да стрела да ги упатиш кон центар, така да заврши таа жолта лопаша. Да стане да знаете што прави Зоки, која е неговата неверојатна способност. Може би на Зоки не би му доверил да ми гаѓа јабука на глава. Може би он не би доверил мене, ама знам дека неговата способност да погоди 5 од 5 стегли во центар е истинска. Ви имајте убава вечер, останете со добро расположение, заедно со верували не и тимот на ексклузив.
Самче по самче и мојот следен соговорник, односно Аце, што ќе го представам во овој прилог на верувале или не, прави неверојатни работи. За што станува збор? Останете да го видите Аце и неговиот мозаик од По лењето добиваме прекрасно видео.